Пеланет, прва битолска интернет телевизија, од денес и прва македонска интернет телевизија, затоа што имаме гостин од Штип. Со нас тука во нашето студио е господјата Славица Танева Анева, поетеса и писателка. Добро ни дојде. Добро ве најдов. Ти учествуваше на еден интересен настан на кој што присуствуваа поети и писатели од речиси од цела Македонија, поетско Маркукуле 2023 година, кој што се одржа во Прилеп. Па какви се првите впечатоци од овој настан? Впечатоците се многу убави. Јас за прв пат учествував на ова поетско Маркукуле во Прилеп и многу сум задоволна од организацијата, од луѓето таму. Имаше од цела Македонија, па дури имаше и од странство. Така, тоа е благодарницата за учество. Така, а ова е книгата? А ова е книгата во која сме застапени автори од цела Македонија, поети, поетеси, има и млади автори, има и странски и широм целата држава. Значи, тоа кога не повикуваа да читаме на бината, тоа беше како една убава разгледница од повеќето градови низ Македонија. И од диаспората, колку што разбрав. Наши писатели од диаспората. Так. Прв пат учествуваше на овој настан? На овој настан за прв пат и многу сум задоволна од настанот и се надевам дека и натаму ќе продолжам со ова учество на ова поетско Маркукуле. И така воедно ја поздравувам председателката на на овој клуб на литературни творци, Адријана Ристиска. Дали можат нашите гледачи да слушнат која е песната со која што си застапена во во книгата? Како би представиле поинаку поет, ако не преку неговите песни? Секако. Ајде да слушниме. Песната се вика Господ ме штити. Тешка клетва в срце врежена, а устните неми. Не може да се изговори. Чинам светот наглава ќе се урне. Клетва е ко бумеранг. Ако ја изговорам, на најмилото ќе се врати. Како ги преживеав навредите, сега се можам да издржам. Далеку од светица сум, се уште го поседувам скршениот ореол кој некогаш стоеше на вистинското место. Силна сум, храбра, уште многу бури ме чекаат, подготвени да ме кутнат, да ме скршат, но не седавам, ништо мене не ме крши, ништо не може да ме уништи. Јас сум феникс, непобедлив, на непријателите в лице им се смеам. Мене ништо не може да ме сотре. Мене никој ништо не ми може. А знаете зошто? Името ми е мајка и Господ ми штити. Интересно. Благодарам. Значи, ова е со по една песна беа сите автори или имаше некој со повеќе песни? Да, главно со по една песна беа застапени, еве како што може и овде да се види. Значи, прво се застапени тие што се организаторите, домакините, а потоа и другите од цела Македонија. Почнувајќи од вашата битола, па натаму. Така. Во подготовка е твојата прва стихозбирка. Така. Ајде да слушнеме нешто повеќе за тоа. Во подготовка е мојата прва стихозбирка. Треба да биде испечатена, се надевам, до крајот на оваа година. Има во неа преку 40 песни и има различна тематика, значи од социјална до љубовна и значи буквално инспирација јас имам од многу нешта што ме поврзуваат, што ме обкружуваат, семејството. Секојдневието е така. Значи едноставно за се што ми се случувало во животот, на работа, секаде, значи буквално секаде. Така, кои се рецензенти на книгата? Рецензент е мојот професор што ми беше на факултетот, бидејќи јас сум дипломиран професор по македонски јазик и книжевност, професор Венко Андоновски, и тој
се согласи да ја напише рецензијата, само уште малку треба да се подготви за да може да се отпечати и да излезе на виделина што се вели. Бидејќи оваа збирка, јас мислам, не дека е моја, заслужува да ја погледне светот, да излезе. Значи до крајот на годината ќе го видиме Се твоето надевам првенче. дека ќе биде, да. Но ајде, книга досега не е издадена, барем во подготовка е така. првото издание. Ти си учесник во многу литературни конкурси. Да, секако. Често на твојот профил може да се види прва награда, втора награда, трета секако. награда. Да, така. Значи јас учествував на тие конкурси, обично најмногу Милица Паулус што ги организираше, најмногу од таму имам добивано награди, значи прва, втора, трета. Исто така и други, имам и од други, исто така еднаш само учествував овде, што ја организираше Такец. Така. И од таму имам прва награда за песна. И друго, исто... Значи си била и на манифестации во Битола покрај другото, не само во Прилеп. Така. Дали во Штип има литературни здруженија, литературни клубови? Има. Во Штип има литературен клуб, сега и здружение на граѓани. Јас порано бев членка на тој литературен клуб и 2010-2011 бев председател на истиот клуб и така активно учествував многу години. Активно бев и одев и на состаноци, и на сите тие настани што се организира. Но во последните години од обврски, домашни, семејни, значи работни секако. Не можам да бидам активна толку. Повеќе сум активна со овие манифестациите, нели? Так. Со пишување на песна. Значи пишувањето, секогаш имам време да напишам песна, не ми тоа представува проблем. Славица е активна и во уште едно друго здружение. Да, така е. Тоа е здружението на родители на деца со посебни потреби или со аутизам, кажи поточно. За какво здружение? Здружение се вика Сплотени срца, председател е Зоран Мијалков, воедно го поздравувам. И јас сум исто и член и во управниот одбор. Моментално не сме толку активни во последно време, ама се надевам дека понатаму ќе бидеме повеќе. Ова е здружение за деца и лица со аутизам и слични состојби на аутизам. И бидејќи мојот син е со аутизам и затоа јас секако морав да бидам член. Не дека морав, туку сакав, едноставно имав желба. И така се надевам дека понатаму многу повеќе прашања ќе се решат во врска со ова. Така, баш и околу тоа сакав да те прашам. Здружението е активно најчесто прети околу денот за свесноста со лицата со аутизам, околу 2 април, мислам дека беше така. И околу светскиот ден за попреченост 3 декември. Така, тогаш вие ги изразувате вашите барања кон државата. Секако. За правата и оние додатоци кои што ги примаат тие лица. Да. Колку е свесна државата, колку ви помага во однос на тоа, дали некои од барањата се... За сега нема ништо, бидејќи повеќе што и да се помага во врска со овие деца или лица, повеќе е во Скопје, бидејќи Скопје е главен град и едноставно зашто и да имам забележано и на социјалните мрежи дека најчесто се што се донира, се што е помош за дали за лица со посебни потреби, дали за нешто друго, повеќе оди во Скопје и таму, додека другите градови се запоставени. Не е толку... Дали е активен дневниот центар во Штип? Во Битола знам дека има дневен центар за... Има 2 дневни центри во Штип. Едниот е дневен центар за лица со попреченост, значи телесна попреченост и интелектуална, а другиот центар е за дневен центар за деца со аутизам. Вашиот председател на вашето здружение Зоран многу често
го читам на социјалните мрежи дека реагира и за правата и на другите лица со попреченост. Така, Значи тој секако. се бори За за сите сите. лица со И за попреченост, ретки а не само болести, така. и за Даунов синдром, буквално за се, нема врска дали аутизам или не, важно се што е сите лица или деца што се со попреченост треба да имаат еднакви права и секако дека треба да им државата многу повеќе да им помогне на овие лица. Така. Ајде да се вратиме на поезијата, Во ред. бидејќи нели опфативме Да, повеќе так, теми од нема твоите проблем. активности. Нема проблем. Мислам дека имаме уште една или две песни кои што ги донесе ти. Имам песни. Ајде да ги прочитаме и со тоа и ќе го привршиме нашиот краток разговор, затоа што концептот на нашата прва интернет телевизија Пеланет е кратки разговори со лица од сите области, од цела Македонија. Ти имаш чест да видиш прва наша гостинка надвор од Битола, Да. од почетокот на новиот концепт на секако. нашата интернет И телевизија. затоа ми е чест што сум првата гостинка токму надвор од Што ќе Битола. слушнеме сега? Добро, еве сега ќе почнам со една песна што се вика Каде одиш небиднино. Ја чувам низата од бели бисери, наточени на преградата од солзи. Ја оставив мечтата моја да зрее, да тагува до следниот пат. Зар следен пат ќе има? Не верувам. Си отиде спокојот да ја бара душата кон сончевиот залез. Таму нека го моли сонцето, повторно да изгрее наредниот ден. Се враќаш ли, небиднино? Немој да ја заборавиш пустината и крилестите камили, кои може да ја препливаат тишината. Немој да го заборавиш и неспокојот кој упорно тоне во мракот и ја допира студената пештера. Небиднино, бори се, фати ја тишината и претвори ја во коров. Добро. И последната? И уште една. Ајде, уште една. Сигурно е тежок избор на еден автор кога има толку песни да одбери која ќе ја прочита. Збрка поради љубов, ова е љубовна. Ајде. Што и да сторам, колку налудничево зборовите мои можат да звучат, се е поради љубов. Може и глупости да тресам, да се замислувам дека летам, дека ти крилја ми даде, да, и тоа е љубов. Може и тоа, луди постапки да правам, да се трудам по секоја цена гласот твој да го слушнам. И тоа е поради љубов. Ако некогаш се смеам и кога смешно не се чуди, така е. И тоа е поради љубов. Се случува често ко дете без причина да плачам. Секако, да, и тоа е од љубов. Од голема љубов за тебе. Што бараш ти во мисливе мои? Како ме освои? Колку и да сакам, не можам да те тргнам. Повеќе од присутен си. Зошто те сакам? Што направи за тоа да се случи? Те немаше многу време, ненадејно влезе, ненадејно повторно во животот мој се појави. Не сме совршени, но совршено си прилегаме. Научив повторно да сакам. Тебе. Интересно. Секако. Јас ти благодарам што беше денеска наша гостинка. И јас ви благодарам. Се видиме на поканата. Се во некоја друга прилика. Се видиме пак. Да. Било во Битола, било во Штип. Секако. Само да сме живи и здрави. Така е, ние планираме да го посетиме и Штип, планираме да реализираме разговори и таму. Добро. Со луѓе од различни професии. Како што кажав, идејата на ова интернет телевизија е да представуваме луѓе од повеќе бранши, од цела Македонија. Добро. На самиот почеток сме, но првите одгласи, колку што можам да забележам, се позитивни, па се надевам дека така ќе остане и понатаму. Уште еднаш ти благодариме и се гледаме во наредна прилика. Секако дека ќе се гледаме. Во ред.